Така. Поводот и причините се скоро повеќе од месец дена јасни. Тоа значи дека ние денес во Штип го изразуваме нашето незадоволство од оваа власт која што може се да направи освен да работи добро за народот. До Штип еве колку до сега овие каравани се реализирани? Не само јас, сите мои колеги пратеници, секојдневно сме помеѓу народот и секојдневно одржуваме граѓански парламенти, а веќе во Скопје цела недела се пружа ваков вид на отпор со автомобили. Денес, не само во Штип, во цела Македонија организираме една ваква масовен израз на незадоволство. Ова ќе продолжи и ќе одиме до крај се додека оваа ненародна власт не се вразуми. Да, победи. Име, презиме точно. Карпичаров Мавроди. Добро, еве да ни кажете по повод што се вклучувате во овој. Прво да ви кажам, мој личен избор за вклучување во самата акција на отпор е борба против платеници и вазали од типот на Каракамишева и на Зиков, кои што сакат и се обидуваат да ни наметнат мислење и правесно размислување во тоа да биде предмет на оценка опозицијата, дали има капацитет и не, а у суштина у секоја демократска и современа земја предмет на оценка е власта и ние треба да се стремиме кон тоа да оцениме дали има демократија во државата, дали има капацитет да ја води оваа држава или не. Значи, некоја општа халуцинација која што мислам дека е крајно време да се спречи и да се помине кон еден здрав разум.